Фанови, ајде, го испраќаме февруар. На самиот финиш сме на второлигашките средби во втората фудбалска лига во Македонија. Многу интересни дуели, многу интересни надпревари, многу тензично. Во Радовиш Детонит Тетекс 1-1, Тетекс победе, Детонит израмни и на 5 минути пред крајот тоа е резултатот. Да видиме на другите терени како е ситуацијата моментално во Конјари. Конјари Слога Виница 2:2. Тие се две екипи кои веќе се буквално отпаднати од втора лига, меѓутоа нели треба да се изиграат сите надпревари. Во Штип Брегалница водеше со 6-1, 7-1, Осмак пукнува во Штип. 8 гола, 90 минута се игра и тука е крајот. Кажи речи завршена приказка. Скопје Беласица 1-0 за Скопје, 0-0 беше до пред самиот крај. Скопје е пред многу важна победа. Да видиме што се случува на теренот во Радовиш и понатаму 1-1 и тука се игра 90-та минута. Повеќе од 95% надпреварот ќе заврши нерешено, ако не падне некој интересен гол во самиот финиш. Да видиме во Новаци водеше против Кожув со 1:0, 1-0 е и тука е 90-та минута. И на дербито во Охрид, помеѓу Охрид и Шкендија Рачиново беше 0-0, останува 0-0. Тука ќе се задржиме малце сега, 90-та минута е. Нафрлена топка пред голот на Шкендија, но расчистена е опасноста. Знаете дека и двете екипи поминаа во полуфинале на Купот на Македонија. Охрид го елиминира Вардар, освојувачот на купот, после пенал рулет, додека Шкендија Рачиново славеше на неутрален терен во Куманово против Работнички со 3:1. И двете екипи се борат за влез во првата фудбалска лига. Како ќе биде, ќе видиме, многу е заострен критериумот, ќе се намалува лигата. Само првите 6 екипи се сигурни, со тоа што првиот и вториот влегуваат во прва лига, третиот ќе игра бараж. А дури 4 екипи отпаѓаат, ќе биде пекол на втора лига, ќе се вклучуваме ние секоја недела вака на самиот финиш на надпреварите да ви известуваме заедно со бренд тип и интернет бренд Мистер Бренд ТВ, кај што ќе ви укажуваме на резултатите, можните резултати, како ќе се одвиваат, како ќе завршуваат надпреварите. Се жали еден играч на Шкендија Рачиново, ќе има и тука продолжување најверојатно. Добро, се во ред стана, сега малку тензично од двете страни. Бот не знам дали и одговара. Охрид се надеваше дека ќе победи. Охрид е јесенски првак во втората фудбалска лига. Додека ова го зборам, и во првата фудбалска лига дербито помеѓу Струга и Вардар 1-1, Вардар победе, Струга израмни. Стружани не дозволија изненадување во прва фудбалска лига, иако Вардар избега 9 бода и скоро со повеќе од една нога е веќе шампион на
првата фудбалска лига. Ќе видиме сега што се како завршуваат надпреварите. Крај во Охрид, Охридж-Кендија 0:0. Да видиме негде падна гол. Датонит постигнува гол за победа во Радовиш после пресврат. Еве ги фудбалерите на Датонит се радуваат. 93-та минута Датонит доаѓа до победа. Фантастично нафрлена топка од левата страна пред голот, правовремено таму, одлично со глава реагира еден фудбалер на Датонит и ја сместува топката во голот. Многу важно, 2 кола, 6 бода, Датонит се вклучува во борбата за евентуален влез во првата фудбалска лига. Сега ќе се дигне на табелата најмалку уште 3 места. Беше 7, сега ќе е во топ 4. Фантастично ова одиграно. Значи, во ова второ полувреме гледаме 3 гола, поведе Тетекс изравни Датонит и еве го со втор гол Датонит доаѓа најверојатно до победа. Браво за Датонит. Знаете дека отпадна од купот од Силекс, домаше на гостински терен 3:0. Загубија Датонит и Силекс отиде во полуфинале. Меѓутоа, еве повеќе са насоките се кон првенството и кон евентуално да се избори пласман меѓу топ 3 екипи кои ќе претендираат за прва фудбалска лига. Ќе видиме како ќе биде понатаму. Одиме со другите мечеви да ги испратиме на самиот крај. Завршено е Конјари и Слога. Виница 2:2. Да видиме Брегалница, дошло голови кај Брегалница 7:1 коначен резултат. Скопје Беласица 1:0 и тука е крај. Датонит рекавме 2:1, да видиме во Новаци 1:0 водеше Новаци 1:0. Новаци победува против Кожув. Одлично одигра краварите денеска. Кожув знаете дека победи во првиот дуел, го ја изненади Брегалница и Охридж-Кендија овој меч завршен со 0:0. Само да видиме, Осогово водеше кај Преспа со 0:1. Дали е тука крај или се уште се игра овој меч? Завршено е, Осогово победува во Ресен против Преспа со 0:1. Останува само информација од дуелот помеѓу Саса и Победа. Не знаеме каков е исходот тука, затоа што немаше пренос од тој меч. Се враќаме во Радовиш да го проследиме крајот на мечот. Се уште се игра во Радовиш. 96-та минута, аплаудира публика, сите се на нозе, многу се вредни тие такви победи после пресврт. Ми се чини дека сега има се избија некои варници, тука лежи еден фудбалер на Датонит, се жали на повреда. Што конкретно се случува? Мешаница е помеѓу играчите, едни со други, непотребни се тие такви ситуации, но за жал ги има секаде, па и кај нас и во нашиот фудбал. И тука сме, на крајот. Да се надеваме дека вака ќе остане, Датонит со победа. Поздрав од мистер Брент, се гледаме, се слушаме.